Вести на Канал 8. Во Кочани немало драстично загадување на воздухот, а добиените резултати од мерењата ќе требало да се анализираат дополнително. Од Министерството за животна средина вела дека дозволената граница на загаденост кај нас била многу ниско поставена, па граѓаните непотребно се вознемирени. Начинот на мерење на загаденоста на воздухот во Македонија бил причина што во јавноста се создава впечаток дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено. Долната граница на мерење на присуството на штетни материи била ниско поставена, па од мерењата се добивале алармантни резултати. Таков е заклучокот од објаснувањето што го даваат од Министерството за животна средина. Од друга страна пак, не се негира фактот дека во Кочанската котлина има периоди на зголемена загаденост, што ги покажува и мерната станица во близина на основното училиште Свети Кирил и Методи. Но наместо за причинителите за загадувањето се зборува за методологијата на неговото мерење. Прагот наш е многу ниско поставен и тоа малку прави проблеми во перцепцијата, бидејќи така е програмиран, таков е софтверот и на нашата веб страна такви податоци излегуваат. И тој што не е стручен го гледа обојувањето и вика сега ние сме проблематични. Не е тоа така. Во Кочани тоа се случува кога ќе падне магла, нема вертикална инверзија, тоа се временски услови, нема ружа на ветер поволна, нема ветерче. Споредбата со начинот на мерење на загаденоста на воздухот во другите европски држави, според Липиткова, покажувала различна методологија, со чие усогласување кај нас би се добиле поинакви резултати од сегашните. Нашите тимови со експертите од Хидрометеоролошкиот завод институт во Финска работиме твининг проект каде што ги моделираме, односно ги сметаме овие работи. Таму, каков е случајот во Полска, во Полска нема концентрација 50 микрограми, ние ја имаме дадено најминималната концентрација. И тогаш ни се вклучува алармот. А имаме дадено повеќе денови, 10 дена ако биде тоа така. Во Полска не е, во Полска е 80 до 100 микрограми, ама дозволениот праг за аларм е 4 до 5 дена. И ќе видиме, значи сега се прават на некој начин анализите како да постапуваме и тогаш Кочани никогаш нема да се мисли дека има некаков проблем. Сепак, мерењата на загаденоста на воздухот во Кочанскиот регион во изминатите неколку дена покажуваше зголемен тренд на присуство на штетните PM10 честички, како и на количеството на јаглерод моноксид. Со расчистувањето на маглата состојбата има известно подобрување, но останува дилемата дали само начинот на мерење е виновен за честото вклучување на алармот за надминување на дозволената граница на загаденост. Расчистувањето на маглата во текот на денешниот ден помогна и во намалувањето на загаденоста на воздухот. Станицата за мерење во Кочани во текот на предпладнето регистрирала опаѓање на присуството на штетни честички. Мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани во текот на предпладнето покажаа намалено присуство на така наречените PM10 честички. За разлика од пред неколку дена, кога просечното количество изнесуваше 95 микрограми на метар кубен, односно беше на средно жолто ниво, денешниот ден нивото се движеше под 90 микрограми. Тоа значи дека расчистувањето на маглата имала влијание врз намалувањето на загаденоста, со што жителите на Кочани добија поквалитетен воздух. Сепак, бројот на надминување на вообичаените концентрации на PM10 честички и понатаму е се уште висок и за повеќе од 9 пати ја прескокнува долната утврдена граница од 35 надминувања. Присуството на јаглерод моноксид во воздухот во Кочанскиот регион исто така имаше опаѓање, односно концентрациите беа далеку помали од 8-часовната гранична вредност од 10 милиграми. Зголемената концентрација на штетните материи во воздухот во регионот се образложува со тивкото време, односно отсуството на ветер во изминатите десетина дена, како и на согорувањето на огревниот материјал во домаќинствата и институциите. Тројца напаѓачи претепале и ограбиле лице со посебни потреби, жител на селото Бели. Настанот е пријавен во полиција, а нападнатиот вели дека го знае идентитетот на насилниците. Наместо благодарност за честењето во кафеана, 33-годишниот Сане Трајчев од село Бели добил ќотек од лицата со кои седел на иста маса, пошто тие му ги украле и остатокот од парите. Популарниот К-15, што Трајчев го зел во понеделникот, ги мотивирал познаниците да го повикаат да им плати пијачка, ветувајќи дека потоа ќе го однесат дома. Но автомобилот наместо кон Бели свртел во правец на Пониква и на патот над селото тие почнале да му се закануваат.
Иако се работи за лице со посебни потреби, напаѓачите немале милост, а при нападот му нанеле видливи повреди по лицето и телото. На асфалтот, каде што Трајчев бил тепан, се гледаат траги од крв. Удираваме tego. Тука по раците, по грбо имам, плюс на плешката позади, на рамото позади на грбо. Пари 6500 динара, ништо не ме ги парите тука, не са парите, не ме ги ја ги усетив, уште кога префрлив преко бранико кој избегава од нив, кога они се загнаа по мене и ништо од пари, они се ги земали парите, тоа е веројатно. Трајчев успеал да побегне преку оградата на патот, пошто исплашен се упатил во домот на неговата сестра каде ја поминал ноќта. Тврди дека пред да го нападнат, тројцата со кои бил во автомобилот го принудувале да запали цигари. И тие тука, кога излинава од колата, пушија некој увид на тутун, они го правеа, ме тераа да пушам, ја не кео да пушам. Културале е тоа, они да мотат тука и мен да ме терат цигари да мотат, а они тоа не е било цигари, тоа е било марихуана и некоја голема штета, што ја не кеов таквија цигари. Се уште под влијание на она што му се случило, Трајчев рече дека правдата ќе ја бара на суд, а заштита ќе побара и од Центарот за социјални работи во Кочани. Жителите на Бели рекоа дека нивниот соселенец е мирен и неагресивен, а ноќта кога се случил нападот, никој не слушнал ништо. Настанот веќе е пријавен во полиција, од каде се работи на расчистување на случајот. Министерството за труд и социјална политика ја даде потребната согласност за новата детска градинка во Оризари. Тоа значи дека сега нема никакви законски пречки објектот да започне со работа. Новоизградената детска градинка во Оризари ќе може да започне со работа. Мислењето што се чекаше од Министерството за труд и социјална политика пристигнало во општина Кочани, со што е надмината правната пречка за официјалниот старт за прием и згрижување на децата. Во дописот е нагласено дека Советот на општината може да донесе одлука за отпочнување со работа на објектот, бидејќи е констатирано оти тој ги исполнува условите за дејноста за која е наменет. При тоа дадена е согласност тој да работи како клон во состав на градинката Павлина Велјанова од Кочани. Утврдено е дека објектот е наменски реновиран, адаптиран и опремен согласно стандардите и нормативите за згрижување на деца. Согласно утврдените критериуми, во објектот треба да се организира прием и воспитување со капацитет до 50 деца од предучилишна возраст. Тие треба да бидат згрижени во две групи, а дидактичките средства и опремата одговараат на пропишаните нормативи. Соодветен стручен и друг кадар ќе се обезбеди за потребното време за остварување на дејноста за објект со мал капацитет, во согласност со Законот за заштита на децата. Во мислењето од ресорното министерство нагласено е дека средствата за работа ќе се обезбедуваат преку градинката Павлина Велјанова од буџетот на општината, односно преку блок дотациите што ги обезбедува државата, како и од надоместокот од корисниците на услугите. Задоснетото мислење од Министерството беше повод за препукување меѓу советниците на една од последните седници на Советот. При тоа беше предложено да се побара дописот да биде итно доставен, за да може по нова година градинката во Оризари да започне со работа. Ромското мало и понатаму значајна инфраструктурна точка за решавање од страна на локалната самоуправа во Виница. Деновиве е завршено асфалтирањето на улицата Македонска, каде беа поставени потпорни ѕидови. Општина Виница ги заокружува активностите за инфраструктурно уредување во Ромското мало. Неодамна е завршена изградбата на улицата Македонска, која доби асфалтен слој, а поставени се и неколку потпорни ѕидови за поголема безбедност на околните куќи. Увид во досега реализираното направи министерот без ресор Неждет Мустафа, при што на средбата со градоначалникот Емил Дончев беше речено дека локалната самоуправа во изминатите неколку години инвестирала околу 4,5 милиони денари во асфалтирање улици, поставување водоводни и канализациони мрежи и потпорни ѕидови во овој дел од градот. Последната инвестиција е заокружена со асфалтирање на 140 метри од улицата Македонска, во што се вложени 1 милион и 200 илјади денари. Како што беше најавено, инвестициите во Ромското мало ќе продолжат и идната година, при што ќе се реализираат приоритетните инфраструктурни потреби. Инаку, според последните податоци, во Ромското мало во Виница живеат 1400 активни жители, кои во моментот се овде. Најмалку уште 400 се на привремена или постојана работа во странство. Виталниот и се уште активен Јордан Арсов Арсич од Кочани го прослави својот 98-ми роден ден.
Вели дека здравието се уште добро го служи и се надева дека ќе доживее да одбележи едновековен јубилеј. На партија табла со пријателите и познаниците, како што тоа го прави секој ден, и на овој 23 декември Јордан Арсов од Кочани скромно го одбележа својот 98 роден ден. Споменувањето на името и презимето на многумина им звучи вообичаено, но кога ќе се додаде прекарот Арсич, тогаш соговорниците знаат за кого станува збор. Во дворот на семената куќа во Стришани, на скржавото зимско сонце од вториот зимски ден, ги покажуваше старите фотографии од времето кога бил многу помлад. Се присетува на периодот кога започнал да работи со пар коњи за да им помага во превозот на своите сограѓани, а потоа се вработил како продавач во прехрамбена продавница. Вели дека сеќавањето се уште добро го служи, иако видот и слухот веќе попуштиле. 98 години, тоа се години. И свето, ја гледам на 45 години това е одат. А камо ли јас? 37-8 години сам у пензија. Од 60 година. А 98 38 години сам у пензија. Позвач би до 19 години. По 2 плати зима, по 2 плати. По 2 плати зима всеки месец. Се кучво беше у продавницата. Многу помет праве. Сите се збракува у нова трговија. Од дека толку пари. Еден вика од дома ги донаса да земе 2 плати. Арсов живее сам. Имал помлад брат и сестра, но тие одамна починале. Нема веќе ни другари врсници, па единственото хоби до пред некоја година му било одгледувањето папагали. Нема никој, не ми помага, никој. Слабо се, зето това е тука. Помага. Зето, иначе никој друг. 30 години се живеа сам и више. Сам. Папагали чуваше, сега веќе не. Папагали земаат 2 плати од папагали. 2 плати од танари, 2 плати од камата и 1 плата може 7 плати кога е до пензија. Папагалите ги ликвидира. Оси не може, додека си млад и чуваш, иначе не може. Арсов вели дека во текот на животот немал никакви здравствени проблеми, а кај лекар не отишол никогаш. Сега времето го поминува во клубот на пензионерите со приказни за минатото што им ги раскажува на помладите од себе. Се надева дека здравието добро ќе го служи и не покани повторно да го посетиме на 23 декември по 2 години, кога ќе го слави 100-тиот роден ден. Ветивме дека поканата ќе ја исполниме заеднички. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Кочанскиот борач Иван Јанев, поранешен член на Спартак, е повикан на подготовките на македонската репрезентација. Со тоа му се отвора можноста за настап за државниот тим на предстојните меѓународни надпреварувања. Уште едно признание за квалитетите на кочанскиот борач Иван Јанев доаѓа од Македонската боречка федерација. Раководството на сениорската репрезентација го повика некогашниот член на боречкиот клуб Спартак да учествува на подготовките на државниот тим. Се работи за 10-дневни кондициони и тактички подготовки што се одвиваат во салата на клубот Лирија во Скопје. Според информациите од стручниот штаб на репрезентацијата, се тренира 2 пати дневно, а со борачите работат тренерите Лулзим Вранези и Николај Корнеев. Покрај Јанев, кој во моментот настапува за боречкиот клуб Бучи Модрадовиш, како членови на националната екипа се повикани и 6 други борачи. Замислено е подготовките да се одвиваат во 2 етапи, од кои првата завршува викендов. Во втората етапа, што ќе се реализира на почетокот од јануари, екипата ќе патува во странство. Се планира на подигање на кондиционата подготвеност да се работи во некој од спортските центри во Бугарија. По престојот во соседната држава се најавува и учество на меѓународниот боречки турнир Дан Колов, а потоа и на турнирот Јашар Догу во Турција.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Останете со нашата програма. Довидување.